Зошто Бранко Црненковски не се кандидираше на изборите 2009 година за втор мандат шеф на македонската држава? Што за тоа вели самиот Бранко Црненковски? Господине Црненковски, зошто не се кандидирате за втор мандат? Па тоа јавно го соопштив уште цела една година пред претседателските избори. Имаше повеќе причини, меѓутоа основната причина беше тоа што таа позиција на претседател на државата со ингеренциите кои што ги дава уставот, не можев да повлијам да се промени оваа политика на владата, за која што верувам дека е штетна за интересите на Република Македонија. Од тие причини не можам да ја англиска кралица. Па видете, според уставот на Република Македонија, кој што ја дефинира државата како парламентарна демократија, на сите им е јасно дека централната моќ, власт е во раците на владата и парламентарното. Тоа не го знаевте 2004 година? И требаше 5 години за да го сватите и за да се откажете после, па да се вратите на тоа што го напуштите 2004? Да ве потсетам и вас и сите наши гледачи да направат самите една споредба, а тоа е дека во периодот од 2004 до 2006, кога со двете влади на Социјалдемократскиот сојуз, владата на Костов и владата на Бучковски воздевме една усогласена надворешна политика, всушност се направи и најголемиот исчекор на меѓународен план на Република Македонија. Тоа се случи признавањето на уставното име од страна на САД. Тогаш го добивме кандидатскиот статус во Европската Унија во 2005 година. Скоро сите неопходни критериуми и предуслови за членство во НАТО алијансата беа исполнети до 2006. Мислите дека владата на Костов и на Бучковски бе подобри од владата на Груевски? Ако говориме во оној дел за кој што јас имам ингеренции, каде што според уставот бев нормално учесник во креирањето на политиката, тоа е надворешната политика, евроатлантските интеграции, да, дефинитивно тоа го говорат резултатите. Вие ги жртвувавте тие две влади. Во кој смисол? Па и Хари Костов и Владо Бучковски беа на некој начин изманипулирани на политичката сцена и подоцна и поразени. Мислам дека со внатрешни отпори во рамки на СДСМ. Без малку и Хари Костов незадоволен замина од таа премиерска функција, Владо Бучковски дури отворено ве нападна после конгресот 2006 година дека сте му правиле на некој начин пуч. Радмила Шекерински исто тоа го кажуваше. И народ доживува дека Бранко Црненковски сушност ги сруши тие две влади за да може да се врати подоцна во СДСМ. Да, не народот, али дел од народот, или дел од медиумите, или уште поточно дел од политичките структури се обидуваат да пласираат една таква теза, која што во основа е глупа и контрадикторна. Значи, што е била глупа? Како можете да жртвувате некого со тоа што ќе го направите премиер на една држава? И ќе му ја дадете најмоќната функција во државата. Па на тој начин. Знаете ли колку луѓе би сакале така да бидат жртвувани? Па што знам, јас можеби не би сакал. Може би има луѓе кои сакаат, меѓутоа знаете, веројатно генерално во тој момент Владо Бучковски беше посилен од вас во СДСМ. Вие можеби му дававте премиерската функција, меѓутоа тоа што Бранко Црненковски грчевито се бори да го задржи во изминатите 18 години е постојана таа челна функција или тоа лидерско место во СДСМ. И мислам дека тука вие ги миниравте и Бучковски, Шекеринска, богами можеби и Зоран Заев. Значи не само Владо Бучковски, туку и Радмила Шекеринска, во целиот период додека беа председатели на Социјалдемократскиот сојуз беа посилни и помоќни во партијата од мене. Сосема разбирливо. Во моментот кога ја презедов председателската функција во државата, нити според уставот можев, нити самиот сакав да се мешам во внатрепартиските работи или политики кои што се креираат во рамките на партијата. Тие беа председатели со полн капацитет, ја водеа партијата, Владо Бучковски и владата, така како што мислеа дека треба да го прават тоа и нормално тој кој што го даваше конечниот суд беа граѓаните на избори. И кој е клучниот конфликт помеѓу вас и Владо Бучковски? Имам чувство дека тој конфликт всушност и определи да не се кандидирате по втор пат за председател на државата. Ако не се лажам, тоа беше во периодот на уставните измени, кога имаше одредена формулација во вториот круг да биде со 1/3 излезност можноста да биде избран председател на државата. Владо Бучковски не го прифати тоа, влезе во политички пазар со Лјупчо Ѓорѓевски и тие уставни амандмани не беа прифатени. Имам чувство и сега дека ако знаевте претходно дека Никола Груевски ќе оди на промена на уставот, дека со 40% излезност во вториот круг ќе бидат успешни председателските избори, ќе се кандидирате за втор мандат. Мислам дека вие се откажавте знаејќи дека не може да се дофрли цензусот од 50%. Не е точно, значи апсолутно во ниту еден момент не се водев во донесувањето мојата одлука да не се кандидира по втор пат и да се вратам во Социјалдемократскиот сојуз врз основа на проценка дека можам да доживеам неуспех на председателските избори. Јас тврдам дека ако се кандидирав, имајќи во предвид и кадровската и програмската понуда нови избори, дека
ќе стане председател на Република Македонија. Ми дело помалку, ајде да не речам бедно, меѓутоа човекот кој се промовира во фајтер на политичката сцена 18 години, да не се кандидира за втор мандат. Тоа ми дело, знаете, по втор пат вие бегате 2004 година од обврските за премиер и одите за председател и сега по втор пат на некој начин бегате. Вие ќе победите на овие избори. Имате одговорност не само према левицата, туку према граѓаните да ја делегитимирате колку може побрзо оваа власт во Република Македонија. Ни еден председател во Југоисточна Европа не се откажал втор мандат. Единствено вие не се кандидиравте за втор мандат. Се би било точно ова што го говорите под еден услов, да ја не се кандидирав за втор мандат на председателските избори и да почнев да пишувам мемуари. Да се тргнев во политичка сцена. Па зар би можеле да се прифатите да пишувате мемуари? Да не се кандидираш на председателски избори кои што имаш шанси да ги добиеш и да се решиш да се вратиш вназад во опозиционата политичка партија со цел да ја поразиш власта на следните парламентарни избори е најфајтерското нешто што може да се смисли во овој момент. Значи, токму тоа е преземање на ризик. Токму тоа е преземање на ризик. Затоа тоа е што мотивот на Бранко Црненковски во порази Груевски? Не е тоа личен мотив. Не е тоа Бранко Црненковски, Никола Груевски, човек на човек, суета на суета, амбиција на амбиција. Па мислам нека конфликтот освен идеолошки во моментов, ако не од ваша страна, кој што велите, меѓутоа сепак од другата страна е издигнат на ниво на личност. Видите, од другата страна има нешто многу покомплицирано отколку суета. Таму има, ја би го нарекол една фрустрација, психолошки проблем во однос на мене, бидејќи не можам ја поинаку да толкувам. Има 8% рейтинг, има 30%. Која фрустрација била? Па добро, ако сум 8% рейтинг како имам, ако сум политички мртвец, ако сум транзиционен политичар чија кариера завршила, од каде таа обсесија на Груевски и на целата екипа околу него со мене? Од каде? Буквално да не ме вадат од уста од сабајле до вечер секој ден, 24 часа во денот, 7 дена во неделата, како што би рекле во еден свој. И од каде таа обсесија? Па тоа треба нив да ги прашате, меѓутоа ја мислам вие се враќате на чело на СДСМ и вие претпоставувате дека таа обсесија ќе продолжи и дека тој концепт на оцрнување на Бранко Црненковски ќе продолжи. Вие не можете да бегате од тоа. Значи, како сериозен политичар претпоставам дека вие ќе имате некој контраефект на целата таа политика. Значи, нешто ќе продолжи, ќе се радикализира. Некој криминал варијантата не ви одговара да глумите Никола Груевски, ова не е фер. Да се разбереме, значи може не е фер, ама е ефикасно. Ја нити барам алиби, нити барам предвремено објаснување за неуспех евентуално на следните парламентарни избори. Мене ми е јасно дека оваа кампања против мене допрва ќе добие невидени размери. Сега ќе ме гледат директно како противник од другата страна, до сега индиректно. Сега директно ќе ме гледат како закана и противник политички со кој што ќе се соочат на следните парламентарни избори. Тоа е ризик кој јас го прифаќам и од кој не бегам. Ќе барате предвремени избори? Ќе барам што е можно побрзо избори. Меѓутоа 2010 година СДСМ ќе биде со Бранко Црненковски во кондиција да бара предвремени избори. Знаете, малце повеќе шире за овие председателски избори од една единствена причина: власта го погоди последниот момент кога може да направи успешни за себе политички избори, слично нешто на Мило Џукановиќ во Црна Гора. Како доаѓа економската криза и како паѓа до вербата во власта нема ни да помисли на предвремени избори. Логиката тогаш ми е сосема нормална дека опозицијата на чело со Бранко Црненковски ќе бара. Јас претпоставам дека 2010 година веројатно е оптималниот момент кога Бранко Црненковски ќе му бара предвремени избори на Никола Груевски и кога ќе може политички да го порази. Знаете што? Значи, во секоја парламентарна демократија во Европа, опозицијата е таа која што во одреден момент бара предвремени избори. Тоа не е нешто невообичаено, нелогично, туку напротив составен дел на демократскиот живот во едно општество. Меѓутоа, дали ќе се случат предвремени парламентарни избори е нешто сосема друго. Че е сосема јавно, отворено му порачено на Груевски. Ако има предвремени избори, нема да бидат затоа што СДСМ ќе ги сака, туку затоа што народот ќе ги сака.